Предлогот за разрешување на државниот обвинител Љупчо Коцевски, подготвен во Министерството за правда, ја доби поддршката од владата да го проложи патот, испишан во Законот за јавно обвинителство. Постапката сега се сели во Советот на јавни обвинители, кој има рок од 15 дена да даде позитивно или негативно мислење. Премиерот попладнево не откри конкретно кои се причините што се наведени во предлогот за смена на државниот обвинител, но коментираше дали ако Советот донесе негативно мислење, продолжувањето на постапката ќе значи политичко разрешување. Ќе ни дозволите да ги образложиме сите тие причини кога процедурата ќе биде во рамките на парламентот, но јас себе не би предпоставувал кое би било мислењето на Советот на јавни обвинители, имајќи предвид дека граѓаните имаат историски најниска доверба во правосудниот систем. И јас не очекувам дека Советот на јавни обвинители ќе биде заробеник на некои центри на моќ, а нема да го слуша гласот на граѓаните. Ако граѓаните велат дека довербата во правосудниот систем е 2, 3, 4, 5%, тогаш очекувам истите тие, кои што се платени со пари од граѓаните, да го слушнат гласот од граѓаните и да донесат одлука онаква каква што очекуваат граѓаните. Во спротивно, ќе мора пленумот, парламентот да дискутира и да дебатира и тогаш ќе ги слушнете сите аргументи. Владата предходно најави дека ќе бара разрешување врз основа на законскиот основ дека направил крупна професионална грешка. Во мислењето од правда пак му се препишува одговорност за нарушен углед, функционалност, ефикасност на обвинителството, за незаконско постапување, судирни интерес и корупција, како и повреда на самостојноста на обвинителите. Коцевски предходно најави дека детално ќе се произнесе откако ќе прочита предлогот за негова смена, но тврдеше дека работел законски и не сторил крупна професионална грешка. Последниот збор го имаат претениците и можат да го разрешат со 61 глас. СДСМ смета дека власта со смена на државниот обвинител врши партизација. Ние сме за реформи во судството, но ова што го гледаме, што го прави власта е дефинитивно една груба партизација и затоа повикуваме да се трнат рацете, значи на политиката токму од правосудството и да се видат сериозни чекори дека се работи на сериозни реформи во однос на судството. Паралелно власта води процеси против 5 члена на судски, кои ги бира собранието. На веб страната на Законодавниот дом денеска беа објавени нивните одговори на интерпелациите, како што објави веќе Телма минатата недела. Меѓу аргументите и поентите се тоа дека интерпелацијата е инструмент за политичка контрола и во случајов не може да биде применет на членовите на судски. Сметаат дека тоа ќе биде преседан и ќе значи притисок врз судската власт. На претениците им посочуваат и дека одговорноста не треба да биде колективна, а интерпелациите се општи и отсуствува индивидуализација на пропустите. Напишали дека работеле професионално и честно, а дел од нив се признали дека не чувствуваат одговорност за досегашната работа во Советот. Власта, иако признава дека интерпелацијата не значи разрешување, се надеваат дека тие ќе си поднесат оставка откако ќе помине интерпелацијата.